Еден пожар стивнува, друг се разгорува. Македонија се бори со пламените јазици. Гори на 29 локации, активни се 5 пожари. Најалармантно е во Македонски Брод. Гори нискостеблеста шума. Според градоначалникот Жарко Ристевски, допрва престои битката со огнената стихија, да не го префрли ридот и да навлезе во селото Слатина. Денес действуваат 35 специјализирани пожарникари од Унгарија. Од во раните утрински часови имаме со поддршки од воздух од 2 летала, 50 припадници на Арама и 6 пожарникари од Македонски Брод, местно население со исто така противпожарно возило имаме на лице место таму. Во моментот селото, околу селото, како што реков, го ставивме под контрола, но се движи низ боровата шума, се уште не е локализиран пожарот. Уште гори на Илинска планина, село Базарник во Демирхисара активни пожари има и во Пробиштипскиот дел. Гори и кај гевгелисткото село Фурка и во општина Студеничани, села Драчевица, Црвена вода, местото викано Теманбука. Можам да кажам дека селото Брезница е заштитено и меѓу другото благодарение на локалното население или поточно луѓе кои што престојат повремено во ова убаво македонско планинско село. Направени се противпожарни појаси околу селото и сметам дека селото не е загрозено, но за жал пожарот продолжува на некои места низ многу квалитетна борова шума. Таму е упатен унгарскиот тим со поголем број на пожарникари на кои што поддршка му дават 50 на припадници на македонската армија и овде е тимот пожарникари од Македонски Брод. Пожарите направија пустош во Македонија, огнените јазици кои што пеплосаа неколку региони и уништија илјадници хектари шума предизвикаа ненадомеслива штета за национални шуми. Надлежните се постојано на терен, вршат увид на опожарените места, се прават првичните проценки и планови како да се санираат изгорените делови од огнената стихија. Во моментов приоритетни е гаснењето на пожарите, многу екипи се на терен и патролите се зголемени. Податоците се обработуваат каде пожарите се изгаснати, велат од јавното предпријатие Национални шуми. Во пожарите се уништени илјадници хектари шума, за која ќе биде потребно најмалку 50 години за да се обнови, велат од Национални шуми. Пламените јазици кои дивееа одзема и човечки живот. Возрасен маж почина во кумановското село Кокошиње, задушен од чад. Во борбата со пожарите повредени беа и 4 пожарникари. За само еден месец изгорени се и повеќе од 400 објекти, куќи и викендички во источниот дел на Македонија.